Директорот за Европа во УНХЦР Винсент Кошетел по посетата на грчките острови Кос и Лесбос во минатата недела упати остри критики спрема односот на членките на Европската унија спрема мигрантите. I've been working 30 years with UNHCR. I've visited many African countries in Asia. 30 години работам во УНХЦР и посетив многу земји во Африка и Азија, но досега не сум видел ваква ситуација. Ова е целосно срамно за Европската унија, рече тој. Невладините организации, подпомогнати од доброволци, тешко се справуваат во имигрантските кампови на Лесбос, кој е близко до границата со Турција и представува вообичаена рута за мигрантите кои преку Азија се обидуваат да стигнат до Европа. Тие живеат на отворено, во паркови, на улици и на места кои воопшто не се одбележени за нив. На островот владее целосен хаос, рече Кошетел. Со слична судбина се соочуваат имигрантите кои со гумени чамци пристигнуваат на брегот на Италија, но и они во францускиот град Кале, кои чекаат добра можност да се качат на воз или камион и низ тунелот под Ламанш да стигнат во Британија. Сево ова доведе до се погласни критики во светот против досегашниот третман на мигрантите од страна на Европската унија. При тоа се наведува дека Унијата прави многу малку за решавање на проблемот кој поради досегашната нејзина нехуманост само ќе ја зголеми ова и онака тешка хуманитарна катастрофа. Само од почетокот на оваа година досега преку Медитеранот дошле над 200.000 мигранти, од кои повеќе од 2.000 загинале во овој нивен обид. Европа може многу повеќе да направи, а и кога прави, тоа е малку и предоцна. Тоа е евидентно во случајот со Грција во која дошле над 100.000 луѓе, вели за Радио Слободна Европа портпаролот на високиот комесар на Обединетите нации за бегалци за Средна Европа Бабар Балоч. Според него Унијата мора да им понуди заштита која немаат во нивните земји поради што бегаат од Сирија, Ирак, Авганистан, Пакистан и Либија. Она што најпрвин треба да направи Европската унија е да призна дека станува збор за бегалска, а не за мигрантска криза. Тие сакаат со тоа што ја викаат мигрантска криза да тргнат одговорноста за овие луѓе, вели Балоч додавајки. Тоа се жени, деца, семејства кои бегаат од војни и прогони. За нив овој пат е очајнички бидејќи изборот им бил или да останат и да бидат жртви, или да избегаат и да се надеваат да останат живи. Балоч вели дека Европската унија може да обезбеди механизам за прифаќање на мигрантите и да покаже вистинска солидарност со земјите како Грција, Унгарија, Италија, Македонија и Србија. Европа е голем ентитет, но проблемот со кој сме соочени е земјите кои располагаат со најмногу ресурси се всушност оние што наметнуваат рестриктивна политика спрема бегалците, заклучува за Радио Слободна Европа портпаролот на високиот комесар на Обединетите нации за бегалци за Средна Европа Бабар Балоч.